Добар ден, ученици! Јас сум наставничка Мануела од Основното училиште 11. октомври од Скопје. Оваа видеолекција е наменета за учениците од второ одделение и е по наставниот предмет музичко образование. Што ќе научиме од ова видео? Ќе се оспособиме да доживуваме тонски траења, ќе се оспособиме да разликуваме бавно, умерено и брзо темпо, ќе развиваме способност за равномерна изведба на ритмизираниот текст. Со други зборови, денес ќе учиме бројалка. Јас сум сигурна дека сите сте многу радосни, бидејќи знам колку многу ги сакате бројалките. Јас ве слушам во училишниот двор, пред да започнете некоја нова игра, честопати се пребројувате со бројалките. Бројалките се деца зборови, изговорени во одреден ритм, со мелодија или без мелодија, со равномерно движење. Ајде сега размислете и гласно кажете ја првата бројалка на која се сетивте. Сигурна сум дека се сетивте на многу бројалки, а вашето другарче Оги се сети на овие две. Првата е ени, мени, сени. Да чуеме. Ени, мени, сени, сени чоколада, бур, бур, лимонада. Така, втората е 1, 2, 3. Да чуеме. 1, 2, 3, штурчето се скри. 4, 5, 6, еве добра вест. 7, 8, 9, некаде под кревет. 1, 2, 3, пронајди го ти. Така, вие деца можете да го вратите видеото и заедно со вашето другарче Оги да ги кажете овие две бројалки. Бројалките можеме да ги кажуваме со различна брзина или темпо. Во музиката разликуваме бавно, умерено и брзо темпо. А од што зависи, деца, тоа? Тоа зависи од тонските траења. Јас ви подготвив овде 3 примера, кои мислам дека ќе ви помогнат да го разберете тоа. Првиот пример е дзидниот часовник. Тој додека го мери времето, го испушта следниот звук. Тик, так, тик, так, тик, так. Забележавте дека овие тонски траења се долги. И сега доколку ние бројалката ја пееме со вакви тонски траења, темпото ќе биде бавно, како ова полжавче. Ајде сега да го чуеме джебниот часовник. Тој деца прави вака. Тик, так, тик, так, тик, так, тик, так. Значи, овие тонски траења не беа долги како претходните, ама и не беа нешто многу, многу брзи. Ова темпо, што го создаваат овие тонски траења, го нарекуваме умерено темпо. Ни остана рачниот часовник. Да чуеме како прави рачниот часовник. Тој прави вака. Тика така, тика така, тика така, тика така. Забележавме дека тонските траења се кратки и бројалката избројана со вакви тонски траења има брзо темпо. Оваа бројалка ќе ја научиме денес. Таа се вика воз. Вие забележувате дека низ целиот ваш екран се протега еден долг воз. Тој вози, превезува патници и си пее една убава песничка, која ние денеска ќе ја научиме како бројалка. Ајде да видиме што кажува возот во неговата песна. Тракалак, долголак, јас сум возот голем јак. Трака, трак, трака, трак. Ајде прво да ве прашам, деца, на што ве потсетува ова трака, трак, трака, трак, трака, трак, трака, трак? Оние кои се возеле во воз, сигурно веднаш се сетија дека тоа е звукот што го прават тркалата додека се движат по шините. Тој е карактеристичен звук и звучи токму така. Трака, трак, трака, трак. Добро, одиме сега понатаму. Вели тракалак, долголак. Зашто, деца, долголак? Сигурно ќе се сетите, бидејќи кога ќе го погледнете возот, тој се протега долго по шините и создава еден долг лак. Јас сум возот голем јак. Голем ли е, деца, возот? Голем е, има многу вагони. А дали е јак? Сигурно е многу јак, што може да превезе толку многу патници. Сега би сакала да ви пуштам да чуете како нашиот воз
звучи кога би се движел бавно, така, ајде да чуеме со умерено темпо. Ајде да чуеме и брзо. Така, ние ќе ја научиме сепак бројалката по умерено темпо. Јас сега ќе ја кажам, а вие слушајте ме внимателно. Тракалак, долголак, јас сум возот голем јак, трака трак, трака трак. Ете така звучи. Не е тешко, лесно е. Ќе ја отпееме уште еднаш, сега можете да пеете заедно со мене, а потоа можете да го вратите видеото и неколку пати да ја повторите бројалката. Одиме. Тракалак, долголак, јас сум возот голем јак, трака трак, трака трак. Откако убаво ќе научите бројалката, ќе го продолжите видеото. Бројалките, деца, можеме да ги придружуваме и со движења. Јас за вас одбрав денеска движење со дланките, односно плескање со дланките. Сега ќе пуштам да чуете како тоа треба да звучи. Тракалак, долголак, јас сум возот голем јак, трака трак, трака трак. Одлично. И ова ќе го вратите неколку пати и убаво ќе ја научите бројалката. Кога ќе бидете подготвени, можете да им се пофалите на мама и тато што сте научиле денеска на часот по музичко. Јас многу ви благодарам на вниманието, се надевам ви беше интересно. Довидување. Поздрав!